Власта ќе бара нови Крсто Муковски, Елизабета Канчевска-Милевска, Сашо Василевски, Нола Исмаиловска, Владанка Вировиќ, Емилија Александрова, Љубен Арнаудов и Зекир Рамчиловиќ. Власта најотворено се заканува со преспанско сценарио, тоа е опцијата на Ковачевски и Маричич за влезот на бугарите во Уставот. Ако ВМРО ДПМН не решиле да гласаат за уставните измени, тогаш ќе се обидувале да убедуваат опозицијски пратеници на начин на кој тоа беше направено пред 5 години. Тогаш народни избраници беа пуштени од притвор на денот на гласање, а други пак добиваа солени тендери по гласањето во собранието. Постојат два начина. Едниот начин е ВМРО ДПМН како политичка партија да одлучи целосно да даде поддршка под одредени услови, за кои што беа разговарани и на лидерската средба која што се одржа пред 2 месеци од прилика. Вториот начин е да дел од пратениците одлучат да гласаат за овие уставни промени, како што имавме случај пред 5 години за претходните уставни промени. Јас не гледам трет начин. Предвремени парламентарни избори се целосно непосакуван збор во речникот на власта, иако граѓаните во најголем процент се против уставните измени и бараат предвремено изборно соочување за Маричич, што е возможно само ако се изгласаат уставните измени. Изборите не се решение, напротив, мислам дека е најдобро да ги ослободиме граѓаните од популизам и национализам, да гласаме за уставните измени и веднаш потоа може да се оди на избори. Мислам дека е логично веднаш после тоа да се оди на избори, па потоа да видиме кој ќе понуди подобра програма. А во ек на економска криза, кога обичниот човек едва и наоѓа пари да се прехрани, власта ќе троши речиси 100.000 евра да ги убедува луѓето зошто треба да се изгласа внесувањето на бугарите во Уставот. Со таа цел започнува кампањата која секретаријатот за европски прашања ја именуваше "Ние сме Европа". Кампањата чини 5 милиони денари, значи 80.000 евра. Таа е буџетски испланирана уште минатата година за оваа година во рамките на Секретаријатот за европски прашања како промоција на европски вредности или програма за промоција на европските вредности. Се изведува преку спроведена јавна набавка одобрена од Бирото за јавни набавки со по сите процедури од страна на агенција. Власта ќе потроши 80.000 евра во проект во кој ќе ги убедуваат луѓето во мисијата која во овие моменти изгледа невозможна, бидејќи јасен и цврст е ставот на опозицијата дека уставните измени под овие околности бугарски диктат нема да поминат во собранието.